Лайф кавер заедно со Илија Кекиритков на Угада FM. Добро вечер, почитувани слушатели, го следите на новото издание на емисијата Лайф кавер на Угада FM. Вечерва мои гости се двајца момци, едниот доаѓа од Македонска каменица, другиот од Штип, музичари кои го сочинуваат бендот Диези. Значи Диези бенд вечерва гости во Лайф кавер на Угада FM. Ќе обработуваме најразлични теми, ќе слушнете наскоро. Меѓутоа, најпрво прашање до моите гости, односно Горан Огнановски, кој свири клавиатури, и Виктор Манев, вокалист на бендот и гитарист исто така. Едно прашање до нив, основното првото прашање кој што ги прашувам сите мои гости во емисијата, како ја засакавте музиката? Горан, ти? Прве започнете, добро вечер на сите ваши слушатели. И сега, како што рекоте, јас доаѓам од Македонска каменица, за разлика од Штип, нели, каменица е помало место. Јас мојата прва љубов или моите почетоци за љубовта са поврзани со учеството и членувањето на културно-уметничко друштво кај нас Вера Јоцик имаше, нели, во мало место, уште од мали нозе, сите таму кај идевме, кој со музика, кој со играње, и тоа е некоја вака Тоа се твоите почетни фази или почетни чекори. И првите инструменти кои што ги свириш? Па јас вака мора да напоменам дека иако сум свирам клавиатури и клавир со музичко и средно и факултет веќе, јас моите први инструменти беа ударните инструменти, тапани, но со текот на времето, нели... Така, оние членови кои што членувале во културно-уметнички друштва се мултиинструменталисти. Значи се на повеќе инструменти, така и ти, значи си започнал со ударачки инструменти. Мало место, нема кој музичар и недостигна луѓе и так се снаоѓавме кој што може. Интересно во секој случај. Виктор, ти како е засега музиката? Па добро вечер до тебе. Ти благодарам за учеството на твојата прекрасна емисија. Значи, јас твојата емисија следам многу одамна и твоето стандардно прашање ќе го кажам со ова е стандардно прашање, така. Стандарден одговор. Значи, главниот одговорен виновник што сум ја музичар се мојата фамилија, како и повеќето музичари. Затоа ја кажувам, нели, стандарден одговор. Значи, мојата фамилија е така музикална, најповеќе татко ми, значи уште од дете сум гледал како они повеќе фолк свираа. Значи, јас и тој е музичар, така? И тој свири инструмент. Мајка ми и сестра ми, значи сите сме дома музичари. Додека ја бев мал, тие свираа нешто као, нели, овие народните наши македонски песни. Додека бев ја љубител на оние, додека бев мали на Рибја Чорба, на некои такви бендови, нели, гитаристите обично со тие бендови почнуваме. Секако. Да, и така јас ја свирав мојата музика што ја сакам, а преку нив ја знам доста и народната музика. Така, во секој случај фамилијата има големо влијание во развојот на децата, да. И доколку некој стане подоцна музичар, секако фамилијата има најголемо влијание за тоа. Ние вечерва одлучивме да обработиме 6 композиции. Првите две кои што ќе ги отсвирите вечерва се македонски, вторите две доаѓаат од англиското говорно подрачје и третите две од XU, значи од српско-хрватското говорно подрачје. Подоцна ќе откриеме кои песни ќе видат тоа, меѓутоа првата е она од Бени Шакири и неговиот бенд Non-Stop, неговата најпозната, која носи наслов По навик. Вечерва ја слушаме во изведба на Диези бенд. Може да слушаме. Навика се лажам, од утре не пушам. По навика излегувам со мокра коса. По навика заборавам да ја изслушам. По навика тргнувам со втора. Остам по навика, не дека така морам. Низ улици, кога немам што јас да барам, на која живееш ти по навика. Понекогаш сум бил и груб, тебе не викам не, никој не е светет цело време. Понекогаш ко некој друг да створи во мене, кого јас, а ниту ти
го знаеме. По навика да чекам кола, како доаѓаш те сонувам, очи отворам, но крај мене сепак те нема и по 100 пат сам заминувам. Понекогаш сум бил и груб, бебе не викам не, никој не е светец цело време. Понекогаш ко некој друг да стори во мене, на кого јас, а ниту ти не го знаеме. Не ми е тешко што сум сам, тешко ми е што сум без тебе. Не знам како да го натерам другиот во мене, еднаш за секогаш да замине. Понекогаш сум бил и груб, тебе не викам не, никој не е светец цело време. Понекогаш ко некој друг да стори во мене, на кого јас, а ниту ти не го знаеме. А кого јас, а ниту ти не го знаеме. А кого јас, а ниту ти не го знаеме. Лайв кавар заедно со Илија Кекиритков. Токму така ја слушате емисијата Live Cover, вечерва мои гости, момците од Диези Бенд, тоест Горан Огнановски и Виктор Манев. Пред колку време е создаден Диези Бенд? А колку време вие функционирате заедно? Горан? Па вака Диези постои некаде скоро 20 години, што мора да напоменам дека постои активно без никаков престанок и без никакви паузи, нели ако се рачунаат некои гостувања во странство по месец, два, три. Нормално во тие 20 години има 2-3 формации кои се променети. Еве со Виктор сме веќе скоро години, можеби и повеќе. И да кажам дека имаме прекрасна соработка, одлична соработка, некако се пронајдовме самите двајца, бидејќи нели мора да признаеме во последно време времињата се доста менат, музиката се доста мени, публиката, начинот на музицирање, местата кај што се бараат живи бендови, така да моравме на некој начин да направиме некои отстапки, а од друга страна да добиеме квалитет и заедничко. Значи Горан е веќе повеќе од 20 години член на Диези Бенд. Да, Претходно дали имаш членувано во некои други бендови? Па не, мислам имавме нешто вака, нешто ништо сериозно посебно, али како Диези веќе 20 години, што мислам дека во Македонија, погода во Источна Македонија е на доста озбилна работа да обстанеме 20 години на страва. Виктор, ти освен во Диези, еве спомена Горан, значи година време сте заедно, функционирате како Диези Бенд, меѓутоа претходно каде имаш серен? Па јас лично во мојата втора година средна школа со еден другар на 22 март. Денот на пролетта, така. Дојде и ми каже, вика, ја и ти мора да почнем да свириме настапи. Викам, како ја и ти ќе свирим? Знаеш, кога јас уште сум аматар. Не, вика, добро свириш, ќе почнем. И така склопивме како двојка, како сега Unplugged, 100% бенд, и тој 100% бенд тераше до лани, нормално со некои трансформации, затоа што не за друго нешто, него нашата работа е малку потешка. Откако што изгледа? Многу луѓе мислат дека не е баш така. Почет година, 2-3, дојде некој малку мртов период, што каже Горан, пример, недела, 2, така без работа и се откажува, така и мојот бенд трпеше некои трансформации, сега додека не се радевме со Горан, среќа или шо ли како испадна, ме покани да бидам член таму. Јас се нафатив, веќе години кусур работиме и планираме да работиме. Одлично. Следната композиција која што ќе ја обработите, повторно македонска, од Владко Лозановски, неговата можеби најпозната песна, која носи наслов Сонце не ме грее. Може да ја слушаме. За се
ti ne si kriva, što сега te nema, što nadolu gledam. Teško je da ljubiš pa begaš, da sakaš a nemaš i rad se da krevaš. Sunce ne me gre, kade zaminati od oči vedeni, vrnat stari spomeni. Sunce ne me gre, sunce kade si ti, same ostavi, nebo ti mi zatvori. Na postela od snegovi spijam i toplina bara, no toplina nema. Teško je da ljubiš pa begaš, da sakaš a nemaš i rad se da krevaš. Sunce ne me gre, kade zaminati od oči vedeni, vrnat stari spomeni. Sunce ne me gre, sunce kade si ti, same ostavi, nebo ti mi zatvori. Лайв кавер заедно со Илија Кекиритков. Токму така, лайв кавер на Угода FM. Вечерва гости момците од бендот Диези. Што значи зборот Диези? Горан? Па вака, сите оние кои се музички образовани, мислам, кои имаат нижо музичко или средно музичко факултет, Некој степен на музичко образование. Така, мада мислам дека треба и во основното 7-8 разред клас да се знае. Диези е збор што потекнува од музички знак диез, кој во тонскиот систем се пишува пред нотата и значи знак за повишување, односно знак или знаци диез во множина диези, кои тежнеат да ги повишат тоновите за полустепен нагоре и при повишувањето ја добиваат наставката ис. Значи од тонот С со наставката ис станува цис, од Д дис, фис гис. Едноставно значи самите презнаци тежнеат да идат нагоре. И така дојде идејата да ние како бенд да тежнееме да идеме нагоре кон врвот на музиката на некој начин. Интересно, чија беше идејата? Моја, да. Твоја идеја оригинална во секој случај? Па, да, знаеш, обично сите ставаат некои имиња на бендови вака, онака, по некоја случка или нешто било што, јас сепак сакав да видам, пошто уште на почетокот сакав озбилно да се занимавам со оваа работа и љубовта ме влечеше и сакав да видам тоа белег и да биде малку посебно и уникално. Така, во секој случај, 20 години воопшто не е малку на македонската музичка сцена. За честитки е само успехот кој што го имаш постигнато, еве ти како основач на бендот Диези. Во секој случај, ние вечерва се договоривме, одсвиривме две македонски песни, сега наред се оние од англиското говорно подрачје. Најпрво песна од легендарните Deep Purple, класика, која носи наслов Soldier of Fortune. Може да слушнеме. I have opened all your stories about the way lived in life and drifter, waiting for the day. Wanna take your hands, lead in song with some baby will say, come when will be love me, around shouldn't say. But I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo well the lifters, like the sound of the wheel going round. I guess I love is me, soldier of fortune.
Many times the bill and travel alone, looking for something new. There's a whole night sweet girl, no one but without you. Don't stay to find my eyes to see you're standing near. Don't block the sense confusing. It shows that you're not here. And I feel I'm growing older. And the songs that I have sung echo on the difference, like the sound of the wheel going round. I guess I'll always be a soldier for you. I get rid of the sound of the wheel going round. I guess I'll always be a soldier for you. I guess I will always be a soldier for you. Лайв кавер заедно со Илија Кекиритков. Токму така, ова е Угода FM, вие следите емисијата Live Cover. Вечерва мои гости, момците од Диези Бенд, Виктор Манев и Горан Огнановски. Каде може да го слушнеме Диези Бенд? Виктор? Па Диези Бенд ти лекако музичар најдобро знаеш дека обично ние од Штип што сме мора да одиме по другите градови да свириме. Так. И тие што сте од другите градови па да доаѓаат тука. Доколку се живее од музиката, се разбира. Порано пример не беше така, барем ние Штипјаните како музички град си имаме некој лоби. Одевме настана да свириме, ама тука некој тешко да доеш. Сега малку сега сменете времењата. Сега е друго, значи тука по Штип свират бендови од други градови, што е и нормално, што се поинтересно. Професионалци се А разбира. ние свириме по Источна Македонија претежно, значи пред тоа свиревме при Битол 2-3 години, сега сме повеќе дистанционирани, Делчево, Берово, Каменица, Штип. Меѓутоа, во секој случај си имате места каде што Да, стандардно и дека се живее, настапувате. се живее. Има луѓе што се, како да кажам, песимисти, ама тоа е колку се упорен, колку се трудиш, ја мислам дека секој пат трудот се исплаќа. Јас лично, значи од мојата втора година средна школа, па еве до сега до 32 години, значи Професионално се занимаваш со музика. Живеем од тоа, друго не сум работа, значи и сум задоволен. Горан- Има периоди послаби и подобри. Така, Горан истото прашање, се живее од музика? Јас пред се или би сакал ако ми дозволиш да ги поздравам сите оние газди кај што свириме во ноќни клубови, кафичи како да ги наречам. Така. И ако ми дадеш малку време да ги спомнам, тоа са 5 локали. Тоа е кафе бар Аполон Делчево, Хунза кафе Каменица, Стрит кафе Каменица, Меджик кафе Кочани, Рефреш Берово. Места каде што Кај стандардно што настапуват, стално така. се договараме Феникс сега, кафе Свети Николе Так. и голем број на дискотеки други. И мора да ги поздравам луѓето и газдите и целиот персонал, бидејќи оваа емисија ќе ја гледаат, ќе Така, се така. налутат. А дали се живее од музика, па види вака, како во секоја бранша, како да кажем, ако се одговорно и професионално понашаш или се занимаваш, мислам дека се живее. Нормално последните 2-3 години со оваа така наречена економска криза ги зафати и музичарите како неизбежен дел, но еве јас и Виктор не се даваме. Функционираме Так. и активно улагаме што се вика и во професионална музичка опрема и во вежбање на песни и менаџирање, оти така дојде времето дека мора малку да се знае и од се по нешто. Така, во секој случај, ние вечерва обработуваме познати теми. Следната композиција која што ќе освирите е она на Роби Вилијамс, една од неговите најпопуларни песни која носи наслов Angels. Може да ја слушнеме. I see them rain. There's a angels contemplate my fate. And do you know the places where we go when we're rain?
whether around the wild, down the wild and full, forever in me they see. I don't know life from break me when I come to go. She won't forsake. I'm running and just 16. Лайв кавар заедно со Илија Кекиритков. Продолжува емисијата Live Cover на Угода FM. Вечерва мои гости момците од Диези Бенд, Виктор Манев и Горан Огнановски. Инаку Виктор и Горан каква музика слушаат приватно по дома? Па лично ја преска напоменав дека како дете бев обседнат, дури може да кажем, од бившата југословенска рок-н-рол музика. Така. Како почнав Остави голема трага кај голем број на музичари. Сега моментално некако највише ме опушта блузот, да ти кажем. Рок-н-рол слушам од детството овие англиските групи, порано како дете ми беа фанови Whitesnake и Guns N' Roses. Така. Повторно рок. По-комерцијални, ама беа ми стварно, нели? Во секој случај квалитетни. Ali сега без моментално разлика што некако се блузот ме комерцијални. највише одмара. Сега таа музика дома што ја слушам и било каде кај што се слушам, не мора да значи дека таа ја свираме. Затоа и прашав, приватно каква музика слушате, додека не свирите. Блуз и рок-н-рол така највише ме одмара. Не значи дека значи има песни од народната музика што знаат да ме опушта. Се што е квалитетно значи слушам. Токму така, Горан, ти каква музика слушаш приватно? Па јас вака мора да кажам дека јас имам средно музичко завршено овде во Штип. Така. И сега сум на факултет за музичко уметност во Штип, на одсекот на етнокореологија. Така да кога бев средно, неминовно ни беше да слушаме класика. Моцарт, Шопен, Бах, нели сите тие познати светски. Ги слушавме и на почетокот како средношколец, осмо одделение или прва година, нормално, нели додека да влеземе во суштината, сепак е таа многу добра музика. Так. И можам да кажам дека имам голем фон на таква класична музика. Во тај период слушав доста таква музика. Сега на факултетот на етнокореологија слушаме етномузика. Мора да признаеме дека Балканот и поготово Македонија, кај што се спојуваат повеќе традиционални инструменти и музики од повеќе нации и повеќе влијанија со текот на годините. Со текот на годините. Мора да признаеме дека нашата македонска музика е уникатна и многу убава и треба да си ја сакаме. Јас многу ја сакам и сме многу препознатливи кога идеме настана нели да гостуваме. Карактеристична е она македонска. Но сепак нели како што рече Виктор, ние како млади бившите југ простори, големо влијание имаат. Големо влијание, странските, овие познати, нели, сепак Битлс и Елвис Пресли, ако почнеме по-одамна, нели, Стоунс и Квин, на времето многу го слушавме, нели, сега. И тоа е вака една шарена лепеза, сепак и ние кога идеме на живи свирки сега дојде такво време да не можеме да бидеме определени само во еден правец. Апсолутно. Има луѓе и публика кои слушаат и вака и ние како музичари, на некој начин и психолози. Мора да ги задоволите вкусовите на сите. Ти тоа го поубаво знаеш како колега, нели, мора да бидеме малку и психолози, да чепнеме од се помалку за да ги задоволиме. Интересно во секој случај, тоа се маките на музичарите, некогаш сладки, некогаш и не. Во секој случај треба да се снаоѓаме во одредена ситуација. Вечерва наред се последните две песни кои што ќе ги освирите. Најпрво следува, кажавме, последните две песни ќе бидат токму од она XU сцена, од оно српско-хрватско говорно подрачје. Првата композиција која што ќе освирите е композицијата на Бајаги инструктори која носи наслов Тишина. Мрак се скупио у капрано јутро као слаб. Улазим у собу, ноќ е кратко трајала, а нама е требала најдужа на свету. У мом оку само хлад, у мом срцу само студ. Иње и прашина, нису чорци певали док е изнад кровова свирала тишина. Ајде Боже буди друг, па окрени еден круг.
unazad planete. Noć je kratko trajala, nama je trebala najduža na svetu. U mom oku samo hlad, u mom srcu samo stud. Inje i prašina, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. Neću da se vratim, što god tebe podsjećam i obrišem. Al ti moraš znati, nisi se probudila, zato nisi videla. Igrale su scene, nek te dobri duhovi i kraljevski orlovi čuvaju do tebe. Bože budi drug, pa okreni jedan krug unazad planete. Noć je kratko trajala, a nama je trebala najduža na svetu. U mom oku samo hlad, u mom srcu samo stud. Inje i prašina, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. La 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 la. 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 Лайв кавер заедно со Илија Кекиритков. Следите лайв кавер на Угода FM. Вечерва мои гости Диези Бенд, Виктор Манев и Горан Огнановски. Кои се плановите на Диези за уиднина? Виктор? Па вака, плановите, мене лично пријателите и фановите многу ме карат, пошто 15 години кариера, ајде да кажем тезгарошка на наши, до сега, значи немам ништо мое. Сум бил дел од многу проекти на некои пејачи, да отсвирам нешто парче или да отпеам некој пратичи вокал. Али, пошто веќе ме карат, и без да ме карат, свесен сум дека треба, па не мора да е нешто кој знае што, али дека треба да ги обележам вие 15 години. Мора да се остави печат, да, со нешто оригинално. Со Горан, барам едно 2-3 песни што се веќе спремат, дока е летото да излезат, а на есен здраве да е еден видеозапис. Со тоа ќе го оформите и вашиот музички идентитет, па со авторската музика. Јас порано така не сум го свикал, само моментално критериумите музиката се малку паднати, многу сум самокритичен околу тие работи, дали вака, дали така, али редно е да треба да се направи нешто. Значи Горан, Јас да се дополнам на Виктор, значи тоа ни е уште на почеток кога почнавме, нели, ни беше зацртано како еден вид на правило или на проект. дел од планот, така. Па така, да, но треба и да напоменам дека ние активно остануваме, нели, како дел од бендот кој настапува по живи свирки, по живи тежки за сите наши фанови. И еве уште сега можам да напоменам дека имаме некои најави за летото да идеме за Црна Гора да свириме у Будва, нели напомени о том потом, а веќе уште сега е договорено септември месец, при крајот на септември одиме за Германија, кај што ги свириме кај едни наши македонци, но и имаме договорено и во вакви кафичи, помали дискотеки, кај што се нели публиката балканска, и Срби, и Хрвати, и македонци, сепак таква е местоположбата. Во секој случај активно ќе искористите и работно ќе искористите ова 2014 Се година надеваме, и се надевам дека наскоро ќе слушнеме нешто авторско од вас. Одма ќе деве. За крај во ово издание на Лайв кавер Диези Бенд и популарната композиција на Тути Фрути која носи наслов Стари лагане. Може да слушнеме. Sklopi, dobri anđele, to što noćas šutim nije zbog tebe. Ti bi nešto brzo da te podigne,
meni noćas pašu stari lagane, a meni noćas pašu stari lagane. Oba oka sklopi, dobri anđele, neko proste mi tvoje teče godine. Ti bi nešto vruće da te zagrije, a meni noćas pašu stari lagane, a meni noćas pašu stari lagane. Pusti me da drhtim i da sjetim se kako su me njene usne ljubile. Neke tuge nikad se ne prebole, ubit će me zbog nje stari lagane, ubit će me zbog nje stari lagane. Oba oka sklopi, dobri anđele, neko proste mi tvoje teče godine. Ti bi nešto vruće da te zagrije, a meni noćas pašu stari lagane, a meni noćas pašu stari lagane. I pusti me da drhtim i da sjetim se kako su me njene usne ljubile. Neke tuge nikad se ne prebole, ubit će me zbog nje stari lagane, ubit će me zbog nje stari lagane.